Благодарам Исидора, благодарам Кате за одличните презентации. Благодарам на гостите за големиот интерес. Добивме многу прашања. Ја ги издвоивме дел од нив кои што се убави практични прашања врзани за самата платформа, кои што сега на крајот во оваа сесија ќе ги одговориме. Кате ќе почнам со тебе. Има едно прашање, колку чини едно подпишување? Например, ако имаме еден документ со два подписа, колку тоа би го чинело клиентот? Видовме колку е во кредити, ама дај да видиме и колку е тоа во денари. Еден кредит практично, и ова прашање е доста често поставувано, еден кредит чини 0,55 денари за подпишување на еден документ со два подписи, потребни ни се 126 кредити или од прилика 69 денари. Едно подпишување на документ. Јас активно одговарам на сите прашања кои што ги поставувате. Ако не успеам некој од прашањата додека трае вебинаров да одговориме, дополнително ќе бидат одговорени сите прашања. Да, но имаме уште малку време, така да јас ќе ви поставам уште неколку прашања. Кате, имаме прашање, колкав е рокот на подпишување на документ во Sign Plus и што доколку подписникот не го подпише документот во тој рок? Рокот на подпишување на документите во Sign Plus е 5 дена за подпишување и доколку при што во овие 5 дена се праќаат потсетници, како што каже Исидора, мислам да го спомнавме, тој дел на имејл се праќаат потсетувања, доколку не се подпише, тогаш ќе треба да се повтори работниот тек. Така. И дали може да се чуваат документи во Sign Plus? Уште еднаш да го ова го потенцираме, дека Sign Plus не служи за архивирање на документи. Одредено време може да се чуваат документите, и Исидора нека ме коригира за должината на времето во кое што ни е дозволено за чување на документи, меѓутоа клучната работа е дека Sign Plus има можност да се поврзе со интерна архива во рамките на компанијата, меѓутоа во рамките на Sign Plus платформата не треба да се чуваат документите. Таа не е намената за архивирање на документи. Таа служи за подпишување и безбедно праќање на документи. Рокот е 14 дена, значи од завршување на подпишувањето може да се симнат документите, што мислиме дека е разумен долг рок за да може да се симнат подпишаните PDF документи. Имаме уште неколку прашања, Исидора. Дали има ограничување во бројот на документи што се прикачуваат за подпис? И дали имаме ограничување во бројот на подписници? Така, значи, како што покажав и во демото, во зависност од тоа каков тип на работен тек ќе креираме, толкав и бројот на документи што можеме да ги прикачиме за подпишување. Доколку креираме основен работен тек, таму имаме можност за прикачување на само еден PDF документ, но не е ограничен бројот на подписници кои што ќе ги додадеме. Доколку избереме напреден работен тек, напредно подпишување, таму имаме можност да додадеме неограничен број на PDF документи и неограничен број на подписници. Значи, во зависност од типот на работниот тек кој што ќе го избере иницијаторот, толков број на документи можеме да прикачиме за подпишување. Одлично. Што во случај кога првиот подписник ќе го одбие подпишувањето на документот? Што се случува со работниот тек и останатите подписници кои што се додадени после него, вториот, третиот и така натаму? Така, значи, доколку првиот подписник или било кој од подписниците кога ќе дојде на ред, како што покажав и во демото, има опција подпиши, има опција одби. Доколку не се согласи, односно не сака да подпише, не сака да го подпише документот, може да кликне на копчето одби и при тоа може да наведе причина, од која причина да наведе причина зошто го одбива подпишувањето на документот. Од кога ќе го направи тоа, на иницијаторот ќе му стигне мејл дека одбиено е подпишувањето на документот и при тоа статусот на самиот работен тек ќе се смени и ќе биде одбиен. А и сите подписници понатаму ќе добијат имејл порака дека одбиено е подпишувањето на документот од таа и таа причина и секако нема да добијат покана за подпишување бидејќи застанат е работниот тек. Нема да може да продолжи понатаму. Така, благодарам Исидора.
часот е точно 14, така што стигнавме и до крајот на овој вебинар. Благодарам за присуството и учеството во овој втор вебинар. Се надевам дека го разбудивме вашиот интерес и очекувам дека имате уште многу прашања и дилеми поврзани околу платформата. Затоа ве поканувам да ја тестирате со пријавување на линкот signplus.mk, каде ви стојат на располагање 600 кредити за бесплатно тестирање. Секако дека ви стоиме и на располагање и за дополнителен состанок. На екран ги имате адресите каде што можете во секое време да се обратите на сите или на едно од нив. Секако тимот ви стои на располагање за да продискутираме во детали за вашите потреби и да понудиме најсоодветно решение. Ви благодарам уште еднаш, не ја заборавајте анкетата и се гледаме на следниот вебинар. Имајте убав ден. Поздрав. Пријатно. Пријатно.